Една година по пандемијата, кризата во нашата држава ја зголеми нееднаквоста. Социјалните и економските разлики се поголеми, а сиромашните сега имаат помалку, стои во анализата на Сдруженијето за анализи ЗМАј, која беше презентирана на конференцијата на тема Еднаквост во време на корона. Ефектите од кризата, глобалната криза не ја избегна Македонија и од тука имаме пад на бруто домашниот производ за 2020 година од 4,5%. Овој пад можеше да биде и полош доколку во третиот и четвртиот квартал не беше драстично подобрена и зголемена јавната потрошувачка и имајќи предвид дека јавната потрошувачка беше единствената која што имаше раст во 2020 година, сите останати фактори кои што го детерминираат бруто домашниот производ забележаа значителен пад. Губењето на голем број работни места директно ја зголеми социјалната нееднаквост, што е еден од основните општествени проблеми. Она што е значајно да се напомене е дека кризата допринесе за зголемена нееднаквост помеѓу доходовните групи, односно Джини индексот кој што ја мери нееднаквоста во првите два квартали забележува раст од 3,5%. Ако кризата зема нов замав, анализата на ЗМАј потенцира дека економијата до крајот на годината ќе заздрави, но пред кризното ниво ќе стигне подоцна. Нашите предвидувања се дека економијата ќе се движи во позитивна насока во 2021 година, но растот на бруто домашниот производ пред кризата ќе биде постигнат во 2022 година.